најдов еден. Значи водата беше многу голема и сега се намали. И моја предпоставка е дека овие камења доаѓаат некаде од планината кога е водата голема и таа ги носи наваму и затоа лесно ги преместува затоа што се кружни, се тркалаат, па затоа краток период може да се најдат. Водата луѓе е многу ладна, не можам многу да барам, но ќе се потрудам да најдам барем неколку и да си ја зголемам мојата колекција. Обично се во плиткото, каде што може да се заглават на други камења, така да отприлика знам каде може да ги најдам. Па да барам уште малку, затоа што е многу ладно во водата, верувајте. Меѓутоа, водата ќе ги однесе камењата надоле, се до Вардар, мислам. Доколку не се заглават во некоја тиња или нешто друго, она лесно ги тркала. Вау, еве го, најдов еден. Значи, еве, извадив еден камен од реката. Сега ќе одам да побарам дали има уште, па ќе позборуваме малку за овие мистични округли камења. Како голем љубител на камења, обожавам да собирам камења во најразлични форми. Меѓутоа, оваа форма е кружните камења ми се нешто мистично и нешто неверојатно. Хајде одиме да побараме дали има други камења, па ќе позборуваме малку за што служеле овие камења. Приказната оди од логична до неверојатна. Еве го и вториот камен. Ово е малку поголем, но е малку со поубава форма. И имам среќа што ги уловив сега, затоа што водата сигурно утре ќе ги однесеше подоле. И мислам дека можам да најдам уште неколку, меѓутоа е многу ладна водата. Ајде ќе пробам да најдам уште еден и завршувам со ловот.
Ќе го проведов и третиот камен. И мислам дека ово е најголем. И мислам дека е доста за денеска. Имам веќе доста камења во мојата колекција, секакви. Секако овие ќе бидат плюс на мојата колекција, меѓутоа овие се уникатни затоа што се округли. И за овие округли камења се верува дека се трансмитери, односно дека пренесуваат енергија од еден на друг камен, односно дека сите округли камења се поврзани меѓу себе и дека ако еден го допира едниот камен, другиот го допира другиот камен, може да се осетат тие двајца, а не може да пренесат зборови, меѓутоа се осеќа некоја енергија или некое чувство, така да овие се камења преку кои се комуницира или се пренесува енергија. А тоа е едно од приказните за која што служат овие камења. Чекајте, тежок е каменов, ќе го спуштам. Тоа е едно од приказните која што се раскажува за овие камења, иначе ги има во секакви големини. Јас сум ги среќавал на неколку места низ Македонија и најчесто се кажува дека се вулкански камења, а науката така го објаснува тоа, кои што биле исфрлени во воздухот и некако од триењето тие добиле совршена сферна или кружна форма и испопаѓале насекаде. Иначе најголемите овакви кружни камења ги имам најдено во местноста Голем Штрковец и се околу 3 метра. Овие се мали, меѓутоа секако се фасцинантни сами по себе. Во реките ги има овие камења, би сакал да најдам голем камен во реката, меѓутоа за да најдам голем камен би требало, мислам дека да одам горе во планината, затоа што тој камен е потежок да го движи водата. Овие малите камења водата ги расфрла насекаде, меѓутоа големите не. Големите не може да ги помести. Така да мислам дека мојот сон за да најдам голем камен треба да си го остварам во планината, да одам таму да барам. Меѓутоа тоа би го направил летоска, затоа што треба да се оди на места кај што нема патишта. Меѓутоа мој сон е да најдам голем таков речен округол камен. Тоа околу камењата, иначе овакви камења се најдени на секаде низ светот. Ја имам снимано повеќе овакви видеа за овие округли камења и ги имам наоѓано на многу локации низ Македонија. И дали се тие поврзани низ целиот свет, не знам, меѓутоа округли камења се имаат најдено во Перу, во Непал и на многу други земји. Така да, дали е тоа некој грид, некоја мрежа, не знам, меѓутоа, судејќи по тоа кажување дека овие камења може да пренесуваат енергија од еден на друг човек или од едно на друго место, така да не ме чуди ни тоа, да може овие камења да представуваат некоја светска мрежа, која што некогаш ги одбележувало точките на земјата. Тоа е само една моја теорија која што исфрлам таму, покрај многуте теории што ги има за овие камења. Секако многу тешко ќе дознаеме зашто вистински служеле, меѓутоа мене ми се мистични, мене ми се интересни и обожавам да ги наоѓам и да ги барам. Како што кажав, мој сон е да најдам голем камен, таков речен. Се надевам дека ќе успеам и дека ќе го снимам на видео. Значи, измрзнав луѓе барајќи камења по водата. Кога можам јас да мрзнам за вас, можете и вие за мене да ставите една мала претплата, да го споделите видео ако ви е интересно, ако сте во можност и да станете членови. А јас тука се одјавувам, ќе ги исчистам малце камењата и си ги носам горе, каде што имам огромна колекција на секакви камења. Ви благодарам што го изгледавте ова видео.
Останете ми во добро и се гледаме во некое мое наредно видео.